Партијата на Зелените дом синоќа во Тетово одржа трибина на која се разговараше за проблемите со загадувањата на воздухот во Тетовско-гостиварскиот регион. Тие големо внимание посветуваат на загадувањето од Југохром Јегуновце, чии гасови од издувните филтри го прекриваат целиот регион. Рокот на владата за прилагодување на ваквите големи загадувачи на еколошките стандарди е до април 2014 година. Како што вели претседателката на дом, од Југохром немаат добиено одговор за ова прашање, ниту пак успеале да остварат средба со менаџментот на комбинатот. Сите сме свесни дека Југохром вработува голем број луѓе и дека од неговото функционирање зависи економскиот развој на целиот регион и евентуално негово затворање би било катастрофално за регионот. Значи, затоа за нас, како за Зелена партија и како за коалиционен партнер на владата, не представува решение да се затвори Јегуновци. Иако ние се бориме веќе година дена наназад интензивно да се инсистира на рокот од април 2014, кога ќе треба сите загадувачи да се прилагодат еколошки кон стандардите кои што ги бара Министерството за животна средина. Но истовремено велиме за некои загадувачи, за некои фирми кои не се во состојба сами да го направат тоа прилагодување од економски причини, затоа што некои од нив не работат со некоја добивка која што тоа би им го возможила, а колку што ја знам, Југохром е еден од таквите. Во такви ситуации веројатно ќе треба да се интервенира на највисоко ниво преку владата, преку државата, која што треба со одредени гаранции да овозможи користење на европски и други фондови за еколошко прилагодување на Југохром Јегуновце. Ние не треба да избираме помеѓу болест и социјала, туку ние треба да обезбедиме здравје и социјална сигурност и економски развој на крајот. Од Југохром Јегуновце не успеавме да добиеме датум за средба и затоа ние ја организираме денеска трибината. Ние речиси 2 месеца молиме за средба директно внатре, да разговараме со менаџерскиот тим и да видиме какви се состојбите и на кој начин би сугерирале они дека може тоа да се реши. Меѓутоа не добивме одговор, веројатно биле зафатени, па затоа ние дојдовме во Тетово со колегите од Тетово, од Гостивар, да поразговараме и со граѓаните од Тетово, да поразговараме и дополнително да предложиме некој решение. Се разбира, поканети се представници од Југохром. Непосредната причина за трибината е информацијата која кружеше во медиумите за загаденоста на воздухот во Тетово, да се лоцираат проблемите и за нив да се најде соодветно решение. Непосредна причина за трибината е токму амбиентниот воздух, од две причини, затоа што почна да циркулира во дневниот печат дека Тетово е еден од најзагадените градови во Македонија. Истовремено се поклопија, да кажем, званичните изјави на представници на владата дека владата овој пат ќе биде ригорозна околу роковите за имплементирање на системите за прочистување на отпадните гасови. Така да сметавме дека заради нашата еколошка и граѓанска основа на партијата на дом е добро да се отвори дискусија на темата и на проблемот, да тој проблем се разгледа од повеќе страни, аспекти, да се согледаат проблемите, причините и евентуалните алтернативи или решенија, за да на задоволство на сите граѓаните почнат да дишат почист воздух, а нормално фирмите пред се, мислејќи на Југохром, да го решат проблемот со загадувањето. Како проблем обстојува и нерешеното прашање со депонијата Русино во Гостивар, каде секојдневно се складираат околу 140 тони ѓубре од Тетово и Гостивар. Депонијата не е доизградена. Инспекцијските служби имаат поднесено 3 казни, а решение се уште не е најдено. Депонијата не е ни одградена. Депонијата нема ни рампа, депонијата нема ни кучички. Не се направени тие 2 канали за одводните води. Нема чак ни канал околу депонијата. Одстапува од земјиштето тие 4000 квадрати. Големи проблеми, инспекцијските служби одат, вршат увиди, донесени се и неколку казни. Се надаваме сега со новите напори за отворањето на новата депонија во Краста, пошто ете сега и двата градоначалници се така повеќе можат да го договорат. Партијата на Зелените преку ваквите активности лобира помеѓу граѓаните и големите загадувачи со цел подигање на свеста за прилагодување на сите кон принципите и еколошките стандарди.